Во моментов работам на еден проект, голем проект е тој на Европски истражувачки совет, проект во кој учествуваме колеги историчари од речи сите балкански држави и се занимавам со темата времето на социјализмот и како социјалистичка Македонија се однесува кон она што го велиме македонско иселеништво. Значи какви политики гради, зашто ги гради такви, како тие се менуваат во одредени контексти. И она што е интересно да се види во 45-та, значи кога доаѓаат комунистите, тие може да приметите постојано како зборуваат за реакционерните сили, за ВМРО, за Ванчо Михајлов. На моменти јас на пример добивам впечаток, иако со задршка е ова што го кажувам, дека постои како една параноја. Се може да влезе во ВМРО, во Ванчо Михајлов. Дури луѓе кои не се ВМРО. Дури на пример архиепископот Михаил е исто така обвинет за соработка со Ванчо Михајлов и со ВМРО. И лежи затвор и да историјата му е многу тажна потоа. Вејко Марковски не е од десничарите во ВМРО. Он е човек од системот, значи човек кој влегува во антифашистичката борба, еден од малкуте на крајот од краиштата кој во тоа време има некакво образование и така. Значи он не е беззначаен за нашата историја. Од друга страна, поима немаме што уствари се случило со него и не можам да разберам зошто тоа би било некаква тајна. За жал, нашата историја 45-та е многу слабо проучувана кај нас. Архивите се тука, архивите се отворени, нема тајни архиви колку што ми е мене познато. Дали архивот на Централниот комитет на комунистичката партија, дали архивот на Лазар Колишевски фондот, значи извршен совет, народно собрание, се тоа тука кај нас и е достапно. Дури мислам неки досијата на УДБА и на ОЗНА се достапни за консултација. Тоа што ние немаме солидна истражување студија за историјата на Венко Марковски, колку што ми е познато едно време се интересираше за него, тој заврши историја и работи во Македонска радио телевизија, беше уредник Димир Тајковски, мислам дека он се интересираше за Венко Марковски.